Добар ден, драги пријатели. Добро дојдовте во денешната епизода. Моето име е Јосиф Дамјанов и денеска одговарам на две прашања од наша пријателка Елена, која што ми даде доста пофални зборови во врска со овие теми и Елена, уште еднаш големо благодарам за тебе. Ќе ги погледнеме прашањата и ќе дадам одговор. Елена, голема физичка активност не знам што подразбира, али претпоставувам дека мислиш на тоа да можеби си во континуитет физички активен во одредена дисциплина, дали е, не знам, трчање, фитнес, аеробик, зумба и така натаму, небитно, али претпоставувам дека ме прашуваш за тоа. Прва работа, нема конкретна формула по која што може да се одреди колку килограми човек би можело да слабее, пошто тука се милиони фактори кои што влијаат на сето тоа. Од историјата со која што може би почнува човекот, колку до сега може би го подложувал телото на диети, третмани, обиди за слабење и така натаму. Факторот години моментални, факторот пол, машки или женски, факторот колку има мускулна маса, колку сало и така натаму. Значи, она што јас би ти го кажал е многу повеќе да се оптеретуваш со тоа како ти изгледаш во огледало и кои ти се обемите или конфекцијскиот број, од колку килограми може би ќе намалуваш на вага. Јас секојдневно ова го зборувам со луѓе и секојдневно им давам акцент да не се оптеретуваат со килограмите, затоа што на никој од вас не му смета бројката што ќе ја види на вага, туку му смета тоа што ќе го види во огледало секојдневно кога можеби оди да се тушира. И затоа килограмите како бројка се нерелевантен фактор. Многу е порелевантен составот на твоите килограми, али чисто како податок од она што јас го имам како искуство со луѓето со кои што работам, можеби просечно месечно е окей да се намалува некои 3 килограми доколку нема физичка активност и можеби 4 до 5 доколку има физичка активност, али ова не е нешто што важи за секого. Има толку многу различни искуства, толку многу различни приказни, така да не е важно со колкав интензитет месечно се намалува килограми, важно е да се стигне до целта која што ти можеби ќе си ја поставиш за себе, а тоа може да биде и 6 месеци, и 12 месеци, и 2 години, и небитно, важно е само да стигнеш до таа цел. Така да искрено немам конкретен податок за тоа колку би се намалувало, затоа што стварно влијаат многу фактори. Али у секој случај ти е добро прашањето и ти ја разбирам поентата. Така да по ова прашање толку имам да кажам, да го погледнеме сега и второто, па ќе ти одговорам и на второто. Елена, можам да погодам дека ти си млада, ти си тинеџер и дека можеби сакаш имаш некоја цел за да намалиш килограми, според прашањава, али како и да е, не си единствена и верувам дека многу луѓе ги мачат овие прашања. Искрено, мислам, факт е дека кај помлади генерации процесот и на слабење и на оформување на телото ќе оди побрзо, затоа што сепак имаат побрз метаболизам. На секоја декада после 30 година метаболизмот доживува 10% забавување, што од друга па страна за овие кои што сте во повозрастни години не значи дека не може да го убрзате вашиот метаболизам. Јас познавам и луѓе кои што имаат 50 години, имаат многу подобар метаболизам, изглед и здравје и чувство од луѓе кои што имаат 20 години. Така да тоа на крај на денот не прави голема разлика, али у секој случај да, факт е дека помладите генерации тинеџери ќе имаат побрз процес ако се работи за слабење и повторно не можам да ти кажам точно бројки, али од друга па страна немате и толку историја на малтретирање на телото, немате толку историја на години со лоши навики, затоа што сте млади. А во врска со кожата имам изборувано за оваа тема и дури имам, мислам дека и епизода посветено на тоа дали ќе остануваат вишоци на кожа. Да, доколку начинот на кој што слабееш е неправилен и некоја диета која што за експресно време ќе ти донесе некаков резултат, и нормално дека кожата, како и секој друг орган, ќе се регенерира доколку имаш правилна исхрана. Тој може би процес на регенерација на кожата и момент да дојде денот кога веќе нема можеби да имаш вишоци на кожа и тоа нема да изгледа лошо,
можеби ќе потрае, можеби ќе биде година, две, во зависност од тоа колку имаш ти да намалуваш, или у секој случај кожата како вишок нема да ја има доколку процесот на слабење и намалување на килограми и масти е правилен и здрав. Така да за правилен и здрав, може би ако ги следиш подолго овие епизоди, ја знам дека ги следиш по коментарот кој што ми го даде, сигурен сум дека имаш слушнато што е мојата поента во врска со тоа правилно и здраво. Така да, Елена, ако можам некако дополнително да ти помогнам, слободно обрати ми се повторно. За овие две прашања имам толку да кажам денеска и фала ти уште еднаш за времето што го одвои да ми пишеш, и нормално секој од вас го охрабрувам хаштагот #AskJosif или во приватна порака слободно напишете го вашето прашање и ќе дадам одговор на колку што јас знам. За денес ве оставам во здрави животни навики, ви посакувам убав ден и се гледаме во следна епизода. Чао, чао!